Почитуван господине премиер, почитувани министри, почитувани колеги пратеници, почитувани новинари. Мислев веднаш да се обратам на министрите и најмногу на министерот за здравство, но бев испровоциран со една реплика, односно во говорот на колегата Тунтев, околу неговото видување околу нашиот предлог за интерпелација. Вашето главно лого беше нема правда, нема мир. Па правда ја запаливте, изгоре. Остана уште мирот. Исто така, кажавте дека сте многу разочаран од квалитетот, односно од начинот на кој што е поднесена интерпелацијата. Може слободно земете анксиолитик или антидепресив, ја ќе ви посочам Асцентра, може и Хелекс, ама Хелексот ви е недостапен, затоа што цената му е многократно зголемена, односно партиципацијата е 3 пати повисока. Сега сакам да се обратам и да се навратам на вашите ветувања во вашата предизборна кампања, во вашата програма која што беше за живот. Што ветивте во првите 6 месеци? Ќе обезбедиме, значи 210 точка, ќе обезбедиме целосно бесплатно болничко лекување за сите осигуреници. За таа цел ќе укинеме партиципацијата за болничко лекување. Според математиката на господинот Тунтев, не сте 6 месеци, 8 месеци сте на власт. Тоа до ден денеска не е направено. Партиципацијата се укина само за поедини категории на граѓани. Вие ветивте дека ќе укинете партиципацијата за сите. Тоа е ветено, а не е исполнето. Слободно запишите, господине министр. Исто така, ветивте дека ќе покачите основната плата на здравствените работници за 15% во првите 6 месеци и во крајот на мандатот нивните плати ќе бидат двојно зголемени. Еве пак 8 месеци сте на власт, првите 6 месеци поминаа, 15% не качивте. Не зголемивте платата на здравствените работници ни 5%, колку што ние баравме со предлог законско решение. Така е, колеги, а не 15%. И во интерес на вистината, на Комисија за здравство, вашиот заменик министер за здравство вети дека од 1.1.2018 година платите на сите здравствени работници ќе бидат зголемени за 15%. Не е исполнето. Слободно може да ги видите стенограмите од Комисијата за здравство. Тоа е дел од вашата програма, која што ветивте дека во првите 6 месеци ќе го исполните. Исто така, вашиот тогашен министер за здравство вети дека во првите 6 месеци ќе има закон за здравствени работници, одбивајќи го нашиот предлог закон за лекари. Пак, 8 месеци помина, нема ништо од тој закон. Здравствените работници, господине премиер, има многу големи очекувања од вас. Ништо од тоа што до сега е кажано не е исполнето. Денеска говорам од името на сите здравствени работници. Исто така, министерот најави намалување на цените на лековите. Сега, тука би сакал да ви напоменам дека на листата од јануари 2018 година имаше 503 лека без доплата, додека во март има 456 лекови без доплата, што намалување за 10% пак на штета на пациентите. Исто така, на листата за референтни цени, например во декември 2017 година, Урсо Фалко чини 536 денари, а на листата од март овој лек чини 698 денари. Ова може слободно да се провери. Лекот Танис, кој што чинеше 50 денари доплата, сега чини 182 денари. Затоа гледам зошто сте ја зголемиле пензијата, госпоđo министерке за труд и социјала. Нема да им стигне да ја покријат ни разликата во цена на лекарства, а камоли да се подобри животниот стандард на пациентите. Исто така, дел од вашата програма, ќе го надградиме системот Мој термин, кој што ќе гарантира брза и квалитетна здравствена заштита на секое
ниво. Не само што не го надградивте, туку и го назативте. Сведоци сме дека многу денови системот е паднат и лекарите воопшто не можат да закажат прегледи на пациентите. И за сето ова, и самите знаете, имаше многу медиумски реакции. Сакам да напоменам дека СДСМ не отпочна ниту еден инфраструктурен проект од областа на здравството. И покрај тоа што многу ветувавте во вашата програма, ништо од тоа не исполнивте. Воедно, би сакал да ви поставам прашањето. Зошто е прекината реконструкцијата на старата градска болница? Единствено што се работи во моментов се реконструкции на новата клиничка болница во Штип, реконструкција на специјалната болница Свети Еразм во Охрид. Тоа се проекти кои што се отпочнати уште од времето на ВМРО ДПМН. Ниеден проект не е отпочнат во времето на СДСМ. Исто така, СДСМ не го исполни ниту ветувањето дека ќе обезбеди плата за приватните специјализанти. Нема ништо од тоа ветување, а и тоа е во вашата програма што требаше да го направите во првите 6 месеци. Исто така, кажавте дека ќе ги зголемите квотите за државните специјализации, односно дека ќе дадете предност на дефицитарните специјализации според потребите на здравствените установи и регионите. Ништо од тоа не е исполнето. Наместо плаќање по учинок, ветивте дека ќе воведете систем за наградување на лекарите. Не е исполнето. Исто така, рековте дека во аптеките ќе има доволно лекови и во секое населено место преку редефинирање на месечните квоти. Тука се нешто сакам да прашам. Дали има поедино лице од Берово кој што посредува токму за зголемување на овие квоти? Дали се работи за аптеки, дали се работа за приватни биохемиски лаборатории или дали се работа за ординации, специјалистички ординации во секундарното здравство? Мислам дека овој податок, господин министер, треба многу добро да го проверите. Тоа е веќе јавна тајна која што сите ја говорат. Воедно, ветивте дека ќе се инвестира во нова опрема за пациентите. Во времето на ВМРО ДПМН се инвестира 115 милиони евра за набавка на нова, најсовремена медицинска опрема во здравствениот систем. Во ваше време до сега не е ништо набавено. За сметка на тоа, има и многу голем дел од таа апаратура која што е набавена, која што не е редовно сервисирана и која што е во моментот вон функција, па пациентите се приморани да одат во приватните болници за да се лекуваат или да ги остварат своите здравствени потреби. Воедно, рековте дека ќе ги укинете економските директори, ќе ги укинете и управните одбори, бидејќи биле голем трошак на здравствените установи. Сега вака, господине премиер Заев, господине министр за здравство, следнава реформа ја направите во изминативе 8 месеци, а требаше во првите 6 месеци. Разрешени се само економските директори кои што беа поставени од ВМРО ДПМН, и тоа на пулмологија, Институт за белодробни болести, Клиника за очни болести, стоматологија, максилофациларна хирургија, неврохирургија, абдоминална хирургија, торакална кардиохирургија, Клиника за пластична хирургија. Наспроти тоа, економски директори, кадри на ДУИ се уште на нивните работни места. И тоа во Здравствен дом Скопје, Клиника за детски болести, Институт за белодробни заболувања кај деца, Козле, ревматологија, Клиника за трансфузиологија и старата градска болница во Скопје. За вакви реформи во здравството ли говоревте? Со ова, вие како влада, господине премиер, вие како премиер, укажувате дека немате еднаков третман кон сите здравствени работници. Исто така, во многу наврати, ветивте дека ќе се зголемат платите на лекарите. Ветивте дека платите на општите лекари ќе бидат 55.000 денари, кои што ќе се зголемуваат на одреден временски период во следните 4 години за да се стигне до цифрата од 55.000 денари. Воедно,
ветивте дека и платата на специјалистите ќе биде 100.000 денари, тоа го има вашиот план за живот. Платата на специјалистите не е покачена ни за еден денар. Ова што сакате, господине министр, да го направите, со зголемувањето на плаќањето на трудот на дежурствата, е позитивен чекор. Но една работа не заборавајте, дека лекарите од вас очекуваат, општите лекари, 55.000 денари плата, специјалистите 100.000 денари плата. Доколку ова ветување не го остварите, екзодусот на лекарите ќе биде уште поголем. Само еден податок да кажам, господин премиер, просечната старост на лекарите кои што работаат во примарната здравствена заштита е 59 години. 59 години. Ветивте две реформи. Првата е дека ќе го зголемите капитациониот бод, ќе биде 90 денари. И второто е дека пациентите ќе се префрлат на ПЗУ. Ништо од тоа не остваривте. Во вашата програма за живот, план за живот, стои дека капитацијата кај стоматолозите ќе се зголеми на 70 денари. Не е зголемена ниту еден денар. Кога претходно го баравме ова и го говорев од оваа говорница, говоревте дека треба да се донесе нов реформски буџет за да се остварат вашите ветувања. Донесен е новиот реформски буџет, ниту еден денар нема од тоа што сте го ветиле. Лекарите, здравствените работници, жителите на Република Македонија го заслужуваат тоа. Поквалитетно здравство. Не секогаш да викате, ќе направиме ова, ќе направиме тоа. Направете го веќе еднаш. Направете го. Нема ни еден колега од СДСМ сега да излезе и да каже, абе толку и толку лекари заминаа од Македонија во последните 10 месеци. Никој. Очигледно заборавивте. Очигледно е дека заборавивте. Секој ден заминуваат. Доколку не ги остварите вашите ветувања, ќе се доведеме во ситуација да работат пензионери. И кога сме веќе кај пензионерите, наместо да примате советници, колку што треба и не треба во вашиот кабинет, и да ги враќате од пензија или да им давате паушали на доместок, рете тие пари да се пренасочат во здравството, каде што ветивте дека на лекарите ќе им ги зголемите платите. Воедно, сакам да ви напоменам, а вие демантирајте ме, дека ни еден лекар не е примен на работа во изминатите 8 месеци, господине Тунтев, од оваа реформска влада. Ниту еден. Ама затоа имате голем напредок во Министерството за образование. Сте примиле масер. Добро е ангажиран медицински персонал. Тоа е за поздрав, еден позитивен чекор. Се надевам дека тука нема да застанете. Многу работи ветивте, а многу работи не остваривте. Вашиот план за живот е дециден. Што ќе се случи во првите 6 месеци, што ќе испорачате во првите 2 години. Првите 6 месеци не испорачавте ништо. И во следните 2 години нема да испорачате ништо. Затоа е и поднесен ова иницијатива за доверба на владата. Ниеден капитален проект, ниедно ветување од областа на здравството од ваша страна не е остварено. Воедно сакам да се обратам и на еден колега пратеник кој што кажуваше околу ситуацијата во Министерството за труд и социјална работа. Господине Самка, па вие во наше време бевте министер. Во наше време беше доведена беше изгласана стратегијата декада на ромите. И вие одеднаш сега се загриживте. А зашто не се грижевте пред тоа? Ја ќе ви кажам, има слики на интернет порталите каде што се забавувате во куќи за игри. Се надевам дека добивката што ја добивте, ја пријавивте заради прогресивно оданочување на доход. Ќе биде добро и вие да допринесете во буџетот. Или сигурно плативте 11% персоналец од данокот на добивка. Благодарам.